Современиот наставник е организатор, мотиватор и соработник со своите ученици децата во смислени истражувачки и проблемски педагошки ситуации. Современиот наставник креативно пристапува во организирање на воспитно-образовниот процес, при што настојува да ги задоволи основните потреби на учениците, преку стекнување на нови знаења, способности и вештини, преку стекнување на позитивни навики, преку мотивирање и охрабрување со позитивни зборови, до насочување кон професионални квалитети неопходни за успевање во животот, како на индивидуален, приватен план, така и на социјален, општествен план. Современиот наставник, за да ги постигне високите барања на животот во иднина, се служи со современи методи и техники, создава пријателски и поттикнувачки ситуации, подготвува мотивирачки и оптимистички амбиент на соработка и интеракција, не се прави најпаметен и прифаќа секакви позитивни и конструктивни идеи. Наставникот на иднината не е полицаец да казнува и да чува ред. Не е бюрократ и статистичар да пресметува просеци. Не е спортски коментатор да ги коментира ситуациите. Не е сезнајко кој се знае. Не е диктатор кој наредува што да прават другите. Современиот наставник е богат со мисли и со идеи. Тој е водач на своите ученици. Има способност да наблюдува и да открива таленти кај децата. Современиот наставник ги прифаќа учениците такви какви што се и настојува секое дете индивидуално да го развие во рамките на неговите индивидуални капацитети. Современиот наставник својата работа креативно и динамично ја извршува со намера на сите да им биде од помош. Пресуден фактор во секоја институција се луѓето. Современото училиште е институција која ја развива вродената желба за учење кај децата и ја усовршува професионалната работа на наставниците. Современите учители во своите училишта внесуваат воодушевување, ангажман и духовна волја. Овие квалитетни својства кај учителите се потиснуваат од се поголемите барања на бирократијата за водење голема администрација, од се поголем број разни тестирања, од се поголем број несоодветни и непродуктивни реформи во образованието, без никаква или со негативна завршница, за чија негативна завршница никој не одговара. Вака училиштата се затвораат во себе и се задушуваат од се поголем број надворешни влијанија, од фрустрирани политичари, од конзервативни бюрократи, од егоистични и самобендисани без никакво искуство критичари, од марионети и слепи послушници на некомпетентни моćни луѓе и институции. Современото училиште представува движечка сила во општеството за подобрување на севкупниот квалитет на живеење. Место да се зборува за богатството што го носи учењето и знаењето и придобивките од научниците и од иноваторите, место да се зборува за успешни професионалци во сите сфери од локално до светско ниво, денес се зборува за промаршени многобројни функционери кои денес ги злоупотребуваат своите функции и се изживуваат со немоćното многобројна народна маса во секој поглед на материјален, на психолошки и на достоинствен план. Современиот наставник верува и убеден е дека никој не може да го затемни сонцето. Цврсто верува дека иднината им припаѓа на квалитетните, на честните, на вредните и на искрените луѓе во сите области. Бидејќи од вредниот, од честниот и од професионалниот човек придобивки има секоја заедница, од најниска како бракот до највисока како државата. Денешното општество страда, се разочарува, се исцрпува и се исцелува.
под притисок на неправдите во своето обкружување. Сите институции, исполнети со мрзливи, нечесни и некомпетентни егоисти, кои се грижат единствено за себе, ќе останат капетани на потонат брод. Секој човек одлучува сам за себе. Ќе бидеш ли од оние кои ги затвораат пукнатините на бродот и со тоа придонесуваат бродот да плови, од оние кои со својата честна работа посветено и професионално работи и со тоа создаваат надеж за подобро утре, или ќе бидеш од оние кои отвораат се повеќе дупки на бродот во кој сите патуваме и со тоа го забрзуваат своето потонување. Овој избор го прават возрастните. Децата и младите се невини жртви во овој процес. Токму затоа, вредните, честните и креативни професионалци се трудат да придонесат за подобра иднина како во семејството, исто така и во државата. Сведоци на случувањата во последните години, многу неуспешни образовни концепти, непродуктивни наставни програми, онлайн настава, негативно влијание на медиумите, ковид криза, изолација од секаков вид, дистанци, страф и тага, штрајкови, протести, инфлации, миграции, отсуство на дружење, кај децата ја зголемува затвореноста во себе, изолирањата во соба, страф од болести и сиромаштија, тага поради изгубени личности, повлекување во себе и во сопствен виртуелен свет, агресивност и нетолеранција, се нафативме да го организираме овој прекрасен проект, културно образовен и забавен квиз Патот кон успехот. Овој квиз имаше повеќе воспитно образовни, социјални, психолошки и емоционални цели. Серијата од 13 квизови имаше за цел да ги провери стекнатите знаења на учениците од 4-тите и 5-тите оделенија, да поттикне дружење, социјализација, културни навики за следење представи, ослободување од стрес, од трема и страф, афирмирање на потенцијалите кај учениците, наградување и стимулирање за јавни настапи и така натаму. Од воспитните цели би ги издвоиле развивање пријателство, дружење и соработка, почитување на учесниците, верување во себе, позитивна комуникација, охрабрување. Свесни дека учениците патот во животот го започнуваат во семејството, убедени сме дека патот кон успехот започнува во училиштето. Токму затоа овој проект го нарековме Патот кон успехот. Проектот се состоеше од 13 квизови во трајање од 40 минути, кои се реализира секој ден 3 недели од 12 до 12:45 минути. Секоја недела се реализира 3 квалификациони и 1 полуфинален квиз. Сите полуфиналисти од 3 седмици се пласираа во финалниот квиз, кој се реализира во петок, 3 јуни 2022 година. На секој квиз во квалификациите учествуваа по 6 ученици групирани во 3 екипи по 2 ученика. Учествуваа 22 ученици од 5-то оделение, од учителот Решата Становски и по 15 ученици од 2-те 4-ти оделенија од наставниците Радка Крежевска и Доминика Вранишковска. Поради болести и отсуства неопходно беше некои ученици кои отпаднаа повторно добијат можност да се надпреваруваат. Надпреварувачките екипи ги нарековме упорност, работливост и храброст, кои се неопходни фактори за да се постигне успех во животот. Надпреварувачите во екипите се избираа по случаен избор со ждреб, така што се формираа екипи кои со членови од различни оделенија и со различен степен на знаење. Секоја недела 3 дена се изведува по 3 квалификациони квизови со учество на 9 екипи. Секој ден се надпреваруваа по 6 ученици во 3 екипи по 20. Победниците од секоја квалификација се надпреваруваа во полуфиналниот квиз. Четвртиот ден се изведуваше полуфиналниот квиз
чии победници се пласираа во последниот финален квиз. Првата недела полуфиналисти беа Адна Диловска четврто оделение, Фуата Диловски четврто оделение, Ејуп Мемишовски петто оделение, Асија Исеиновска четврто оделение, Мелек Шерифовска петто оделение, Кадруша Байрамовска петто оделение. Втората недела полуфиналисти беа Кадруша Байрамовска петто оделение, Халид Саловски четврто оделение, Ханета Байрамовска петто оделение, Адна Оджовска петто оделение, Бенан Сефидановски петто оделение, Кадруша Бечировска петто оделение. Третата недела полуфиналисти беа Алем Демиралиевски петто оделение, Муамед Нуровски петто оделение, Незир Мустафовски петто оделение, Бенан Сефидановски петто оделение, Кадруша Бечировска петто оделение, Елем Шерифовска петто оделение. Во финалето се пласира и награди освоија Ејуп Мемишовски петто оделение трето место, Асија Исеиновска четврто оделение трето место, Кадруша Бечировска петто оделение второ место, Елем Шерифовска петто оделение второ место и Ханета Байрамовска петто оделение прво место и Адна Оджовска петто оделение прво место. За сите вкупно 54 надпреварувачи беа обезбедени сокчиња за освежување, а за победниците и символични парични награди. Победниците на квалификационите квизови добиваа по 50 денари, победниците на полуфиналињата добиваа по 100 денари, а во финалето сите екипи добија парични средства, за прво место двајца по 150 денари, за второ место двајца по 100 денари и за трето место двајца по 50 денари. Квизовите содржаа по 4 активности. Првата активност имаше 10 прашања со лесни одговори да и не. Втората активност имаше 10 прашања со понудени 4 одговори и се викаше најди го точниот одговор. Третата активност беше открија сликата, каде што 16 квадрати покрива една позната слика. И четвртата активност беа гатанки. На секој квиз се пееја по 2 песни од учениците од нашето училиште, кои учествуваа на разни детски фестивали. Песни обработени по музичко образование според наставната програма, како и песни од популарни локални пејачи од населбата. Исто така, на секој квиз имаше по 2 афирмирачки презентации. Една презентација со совети за успешни жени кои го променија светот и една презентација со совети од успешни мажи кои го променија светот. За презентациите се послуживме со содржините од 2 книги во издание на просветно дело со наслови 20 неверојатни девојки кои го променија светот, издадена 2019 година, и втората книга 20 неверојатни момчиња кои го променија светот, издадена 2019 година. Квизот го следеа ученици од повеќе оделенија, кои навива и ги храбреа своите другарчиња и роднини и кои самите учеа од содржините на квизот. Квизот го посетија и неколку родители и неколку наставници кои изразија голема поддршка за ваков вид проектни активности. Голема благодарност за поддршката на овој проект до колегите Емин Мемишовски, Радка Крежевска и Доминика Оранишковска. Голема благодарност за поддршка до учениците од висшите и од нижите оделенија, кои помогнаа со своји асистенции на различни начини. Голема благодарност и до родителите кои се согласија нивните деца активно да учествуваат во овој квиз. Искрена благодарност и до младинското дружение кои технички помогна да се реализира овој проект. Честитки. Сокче ќе добиеш последни кои ми ги земено во торбана. Беа 6, сега се 5. Трето место 50 денари. Одиме? Читај, второ место. Второ место се Кадруша Бечировска и Елем Шерифовска. Кадруша и Елем добиваат по 100 денари.
čestitki. I prvo